Почитувани гледачи, добар ден. Во следните неколку минути ќе го проследите најновото издание на отворено студио на телеканал А1. Како што ви е веќе добро познато, обработуваме теми од секојдневниот живот. Денеска разговараме за активностите на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Валандово. За таа цел го поканевме господин Ѓоко Павлов, кореограф на друштвото. Господине Павлов, добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодариме што ни овозможивте да се представиме на вашите гледачи. Поздрав и донев и ви благодариме што досега не покривавте медиумски во сите наши активности. Така, поводот за вашето денешно гостување е предстојниот завршен концерт на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, кој треба да се одржи во недела на 18 јуни. Кажете ни еве до каде сте со подготовките, кој се ќе биде дел од овој концерт и што вие очекувате? Јубилејно ние одржуваме секоја година по 2 концерти. Овој во јуни го нарековме завршен, заради тоа што после тоа следува мала пауза. Имаме уште еден концерт кој што е за нова година, како новогодишен. И во него ќе учествуваат освен членовите на Код Гоце Делчев и малите фолклористи од детски фолклорен ансамбл кој што работи како фолклорна секција при Домот на културата во Валандово, што значи дека постојат две големи здружени целини. Можеме да кажеме дека детскиот фолклорен ансамбл представува најмасовна детска здружена целина во Југоисточна Македонија и така да имаат програма од некаде околу час и половина, ќе продефилираат некаде околу 150 учесници на фестивалската сцена на Домот на културата и ве поканувам да бидете и наши гости. Благодариме. Да се навратиме малку наназад еве на почетоците на ова друштво, кога е основано и еве како функционира до денес? Друштвото е основано 1946 година, што значи веќе полни 71 година или во цутот на зрелоста на друштвото и досега функционира помалку или повеќе со разни секции во почетокот. Сега е издефинирана само фолклорната секција. Инаку порано ансамблот Распеани Валандовчани беше дел од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Сега се функционираат и тоа безпрекорно успешно како собствено здружение. Ние се со нашите фолклористи црпиме од расадникот од детскиот фолклорен ансамбл, оние кои што се талентирани деца и оние кои што сакат да го негуваат македонскиот фолклор и традиција, и веднаш ги префрламе во оние поголемите секции. И така да мислам дека представуваме една знаменитост веќе на Валандово. Не прогласуваат како најголеми амбасадори на Валандово во однос на културата, освен Белегот Фолкфест. И се надевам дека го оправдуваме нивното мислење дека е тоа така. Колку членови брои денес вашето друштво? Нашето друштво денес брои околу 60 члена, од кои што се на различни генерации, значи возраста е некаде од 12-13 години па се до 18-19 години. Знаете, сепак мало место и после се осипуваат заради нивното понатамошно школување. Некои се враќаат повторно и така да на таков начин работим. Инаку детскиот фолклорен ансамбл како уште една културна целина при Домот на културата, тој работиме таму со деца од 5 годишна возраст па се до 14 годишна возраст и овде е навистина посебен поттик и мотивација за да тоа мало дете кој што уште не е научил ни буквите, не е научил ни бројки, па да го внесуваш во сите тие тајни на македонскиот фолклор и традиција и ги ни учиме како да копаат од таа ризница на македонскиот фолклор. И мислам дека тоа е мисијата наша која што досега барем успешно ја завршуваме. Во споредба со претходните години, каков е денес интересот на младите да бидат дел од ваквите друштва и да ја продолжуваат нашата традиција? Интересот е толку колку што ни налагаат условите за едно мало место. Ако ви кажам дека досега имат продефилирано низ детскиот фолклорен ансамбл 1800 членови кои што потоа станали или дел од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев или станувале дел дури од најминентните друштва во Република Македонија, ние сме задоволни. Значи, броиме некаде 4-5% од
населението во Валандово, така да немаме ние некоја друга културна средина, освен спортските клубови кои што гравитираат кон и во Валандово, така да овде кога наоѓаат некои исполнување на дел од нивното слободно време. Кој се може да биде дел, односно член на Култ Гоце Делчев? Дел секој оној кој што сака да влезе во тие културни ризници, оној кој што сака да ужива во македонската традиција, оној кој што сака да учи, да твори. Инаку ние овде имаме една наша парола, дека не е важно да бидеш добар фолклорист, важно е да излезеш од нашето друштво како добар човек. Значи овде учиме и за почит, учиме за респект, учиме за негување на културата, на традицијата, па имаме и други подруги активности, како што се за Великден вапцаме јајца, како дел од нашата традиција, поупатуваме честитки за 8 март, почествуваме во разни хуманитарни организации, како еден нов дел во нашиот ангажман, така да секој оној кој што се пронаоѓа во сите тие активности може да биде дел од нас. Кажете ни повеќе за народните носии кои ги носат игрорците додека настапуваат. Дали го отсликуваат валандовскиот крај и како еве? Како специфично носија или униформа Валандово нема, односно дел од таа староградска традиција се преточува во тие носии кои што за жал многу се ретки во Валандово. Нашите баби не успеале да ги сочуват од заборавот на времето. И од друга страна, кај нас има носии кои што се од сите краеви на Македонија. Располагаме со богат фонд, дури имаме носии кои што се можеби по возраст 50 години и кусур, така да за нив треба посебно чување во посебни услови, кои што малку ни причинува проблем, бидејќи самата носија колку што е постара, тоа значи дека е и повредна. И мислам дека тука треба да се ангажираме во иднина, да се направи вистински конзерваторски дел во просториите и се надевам дека во тоа ќе успееме во иднина. Вие сте кореограф. Колку е тешко еве да се учи голема група на луѓе како да игра одредено оро, колку труд, внимание и упорност треба да се вложува и да се посветува на тоа? Па не е тешко, тоа е задоволство. Броевме минатиот пат, имаме некаде околу 116 кореографски постановки, значи не е само кореографии, постановки во смисла на сите учества кои што се на наши познати музички виртуози, на нивни дела, ние си правиме наши кореографии кои што се исклучува само овде ги играме. Од друга страна учествуваме на разни како сценски настапи на Фолкфест и редовно се таму со награди. Учествуваме во едни нови дела на македонските автори и сега имаме една нова идеја да во центрите за деца со попреченост го воведиме фолклорот. Тој проект беше дел од програмата на Министерството за култура, успешно е одобрен, сега чекаме средства, за да започнеме со едно ново скалило, за и тие деца да ги воведеме во македонскиот фолклор и традиција. Од друга страна, врз база на експертите од таа област, ни беше укажано дека на таков начин ќе помогнеме во нивниот развој, па се надевам дека ќе имаме успех и ќе можеме да се пофалиме на вашата телевизија. Секако. Колку е тешко да се постави една кореографија и како успевате сам во тоа, или можеби ви помагаат оние повозрасните, поискусни играорци? Па ми помагаат сите, заради тоа што оние кои што се членови на друштвото, тие веќе имаат совладана азбуката. И практично важи едно правило во фолклорот дека учиш 3 месеци за 3 минути. Онака неблагодарно изгледа дека во 3 минути треба сето тоа да го представиш, но од друга страна адреналинот и напливот на емоции на успешно завршена кореографија малку ти причинува сосема друго задоволство.
кажуваме дека кореограф, значи дарба од Бога, дека треба нешто да го пренесеш на останатите, нешто што ќе остане на наредните генерации, а тие само треба да го почитуваат и да го негуваат тоа. Што е она со што може да се пофали вашето друштво во сите овие години на постоење? Па 71 година од постоењето представува и товар дека треба континуитетот да се запази во иднина, но од друга страна представува и обврска дека мораме тоа да го негуваме. Во секој случај друштвото има настапувано во поголем дел од европските земји. Последно време настапуваме во Република Турција. Имаме наш менаџерски тим кој што ги следи таму фестивалите, кој што редовно учествуваме таму. Сега заради, знаете, ради тамошните услови и прилики, во моментот немавме оваа година одредена турнеја. Од следната се надеваме дека таму ќе се подобри и таму ќе бидеме присутни на тамошните топ 5 фестивали. И од каде што редовно доаѓаме со награди, признанија и се надевам дека така ќе и во иднина. Кога сме веќе кај наградите и признанијата, да позборуваме еве малку повеќе за вашите настапи, не само дома, туку и во странство, па и во соседните земји. Верувам дека не можат да се избројат вашите гостувања, настапи, концерти кои што досега сте ги организирале, но еве кажете ни кои се за вас позначајните, кои ви донеле поголем успех или барем еве ви помогнале да се стекнете со поголемо искуство? Позначајни нема да одвоиме, ќе одвоиме дека секоја турнеја која што во последните 5 години ги работиме во Република Турција, а навистина е на се на повисоко ниво и некаде се доближуваме до професионалност. Тамошните концерти ги одржуваме и представуваме некоја вид врата на соработка, подоцнежна соработка помеѓу Валандови и градовите во кои што настапуваме. Всушност представувам некоја порта на која што се отварат одредени други сегменти, како што се соработка на економски план, соработка на културен подоцнежен план. И мислиме дека ова наша мисија и понатаму треба да продолжи. Имавме еден огромен настап во Република Турција во околината на градот Ешме, каде што навистина импозантни бројки на стадиони полни. Потоа работевме минатата година турнеја во градот Мерзифон, кој што во северниот дел на Република Турција, и таму имавме прекрасни, значи, настапи. Не секаде каде што одиме, секаде е навистина прекрасно. Така. Дали соработувате со останатите друштва од регионот, еве конкретно за југоисточниот регион, одржувате ли можеби заеднички концерти и како се одвива таа соработка? Соработуваме со друштвата кои што гравитираат во југоисточниот дел на Македонија. Може би тоа ни фали малку поголема соработка помеѓу сите нас. Може би во иднина треба да се пренасочуваме, да се самите проблеми да се ги решаваме помеѓу нас сите заедно, тогаш действуваме како поголем субјект, тогаш действуваме како некој кој што навистина може да ги решава проблемите во фолклорот се обично просторни, се во врска со носијата и во врска со транспортот до одредена дестинација во турнеја. Тоа се проблемите кои што треба да ги решаваме сите заедно и мислам дека тоа во иднина треба да го направиме. Така. Годинава се одржа традиционалниот фестивал Хидбахшенфест во село Чалакли. Заедно со учесниците на фестивалот организиравте Балканска фолклорна вечер. Кажете ни од каде се имаше учесници и што произлезе од овој спој на различни култури? Балканската фолклорна вечер беше идеја. Значи, пред 2 години, лане ни беше како пробна вечер, да видиме како тоа треба да функционира. Оваа година малку подигнавме нивото на ангажман. Се надам следната дека ќе биде уште подобро. Оваа година, како учесници на Хидбахшенфест, кој што мора да кажеме дека е единствен фестивал кој што го гаи турскиот фолклор, музика и песна, имаше учесници од Србија, имаше учесници од Косово, од Турција и од Бугарија. Сега што излезе од тоа? Излезе една прекрасна соработка со сите тие друштва,
кој што веќе имаме најава дека во август месец на крај ќе се организираат одредени фестивали на кои што ние ќе бидеме поканети, се надевам дека ќе успееме за да одиме таму. Така да тоа е полето на кое што културен надпревар помеѓу сите здруженија кои што се занимаваат со култура. Неретко културно-уметничкото друштво Гоце Делчев е дел од многу хуманитарни случувања во општина Валандово, организирате хуманитарни концерти, па каков е одзивот на ваквите концерти и што е она што ве поттикнува да сте дел и да бидете еве организатори на вакви хуманитарни настани, па кажете ни околу тоа. Вака, значи тоа ни представува посебна чест и задоволство да бидеме дел од хуманитарните настани и концерти. Дел ние ги организираме, како што беше минатата година за Борче. Оваа година ви кажавме дека проектот во центрите за деца со попреченост се надеваме од тоа ќе излезат одредени резултати. Работевме на хуманитарни проекти за собирање на лицата кои што беа поплавени во Србија. Работевме на хуманитарни концерти кои што ги организира Црвен крст. Така да не се штедиме во однос на таквите хуманитарни настани и се надевам дека во иднина нема да бидат повеќе застапени, односно нема да има потреба такви хуманитарни, заради тоа што да се најдат сосема други начини за да се помогнат на такви лица. Иако ние радо учествуваме во тие, можам да кажам дека посетеноста е огромна. Вие бевте сведоци на минатата година кога салата беше фестивалската сцена претесна за луѓето кои што сакаа сите да бидат дел од хуманитарниот концерт. И така да се надевам дека и во иднина ова ќе биде дел од нашата активност. Како што спомнавте и сам, салата за 70 годишнината од друштвото беше преполна со оглед на тоа што беше и хуманитарен концерт, но еве што кога не е хуманитарен концерт, дали публиката исто така сака да дојде и да ужива во фолклорната музика? Ќе дојдете, се надевам во недела на 18-ти, ќе видите дека независно тоа дали станува збор за хуманитарен концерт или вообичаен завршен или новогодишен концерт, нашите концерти се навистина посетени и благодариме на публиката. Обичаено тоа се родители и публика на децата кои што земаат учество во самиот концерт и барем за момент ги отргнуваме сите нивни грижи, сите нивни сите летни топли ноќи надвор, па ги донесуваме овде на концерт и уживаат од тоа. Рековме дека има интерес кај младите, од најмали па се до повозрасни, да ја продолжат оваа традиција, да бидат играорци, но еве, освен љубовта кон фолклорот, колку е всушност потребно да се има и слободно време за да може да се занимава со тоа? Па, мора да имате одредено слободно време, односно да се посветите на самите себе. Од друга страна, слободното време јас барем мислам дека не треба да го посветуваме на компјутерот и виртуелноста, туку треба да учествуваме во вакви здруженија каде што можеме и самите да оставиме одреден белег на нашите активности и помагајќи во сето тоа всушност учествуваш во градењето на самиот себе. Се надевам дека во иднина бројот на фолклористи ќе расте со оглед на малите, рековме, малите граѓански здруженија кои што се во Валандово. И на таков начин успеваме да изградиме луѓе вистински, кои што се надвор од улица, кои што знаат да почитуваат, знаат да респектираат и тоа ни е целта. Еве, вие како кореограф, кажете ни како вие се чувствувате кога ќе го видите финалниот исход од сето она што сте го подготвувале со месеци и сте работеле напорно на одредени кореографии? Како маратонец. Значи, после истрчена трка. Бидејќи навистина е напорно сега, сати поспремаме програма со учесници од најразлична возраст. Секој мора да си го знае собственото место и после сето тоа треба можеби пола сат
до еден час да се вратиш повторно на себе. Сето тоа после се заборава, сите напори, сите грижи, насмевката и аплаузот на нас не значат најмногу. Така. Кажете неве за вашите идни активности. Спомнавте на почетокот дека ќе направите кратка пауза по завршниот концерт со поглед на тоа дека еве веќе настапува летниот период. Па каде се во блиска иднина треба да настапува код Гоце Делчев? Во блиска иднина треба да, значи очекуваме повик од Србија и очекуваме повик од Романија, бидејќи таму се во тек пријавите за тамошните концерти. Следната година се надевам дека ќе имаме услови за да бидеме гости во Турција. Таму сакаме да направиме и уште еден обид да успееме да ги приближиме тамошните луѓе кои што се работат во културата и во другите дејности во градовите и да можеме да ги приближиме кон Република Македонија и да си најдат секој свој начин, свој пат за понатамошните идни инвестициони проекти. Така да, кога одиме во странство, одиме подготвени за да бидеме првите оние кои што отвараат врата за идните нивни идеи. Така. Пред да се одјавиме, еве да искористиме можноста да ги поканиме нашите гледачи на предстојниот концерт во недела. Да, ги покануваме сите ваши гледачи на 18 јуни во недела во 19 часот и 30 минути, да не биат наши гости. Се надевам дека ќе уживаат. Се надевам дека ќе успееме да им го представиме сето она за кое што сме работеле во изминатата година. И се надевам дека вашата телевизија ќе биде и натаму медиумски сервис на нашите активности. Господине Павлов, јас ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Благодарам уште еднаш и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам за вниманието со кое секогаш не следите. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!